Задача од учебник по математика за 7 оделение. Задачата е поставена на страна 41 под наслов "Обиди се да решиш". Задачи за кои треба малце повеќе да се внимава. Задачата разгледувавме заедно со мојот ученик од 7 оделение, Виктор Николовски. Ќе разгледаме сега. За некој чудо и Виктор се викал ученикот во задачата. Виктор треба да реши одреден број задачи. Првиот ден тој решил 1/3 од сите задачи. Вториот ден решил 1/3 од остатокот, а третиот ден решил 1/3 од новиот остаток. После тоа му останало да реши уште 32 задачи. Колку задачи вкупно требало да реши Виктор? Ќе постапиме на овој начин. Бројот на решените задачи првиот ден, плюс вториот ден колку решил, плюс третиот ден колку решил, плюс останале за решавање уште 32 еднаков на вкупниот број на задачи. Овде ќе имаме ден, решени, остаток. Првиот ден тој решил 1/3 од задачите. Колку му останале? Хикс минус 1/3 одземаме. Тоа е 1 цело има 3/3, минус 1/3, значи му останале 2/3. Понатам. Вториот ден. Решил 1/3 од остатокот, а остаток ни беше 2/3. 1/3 од 2/3 е 1 по 2, 2, 3 по 3, 9, 2/9 хикс. Толку решил вториот ден. Колку му останале вториот ден? Хикс минус решените задачи во првиот и во вториот ден. Првиот ден решил 1/3 од задачите, плюс вториот ден решил 2/9 од задачите. Тој збир ќе го одземиме од бројот на сите задачи. Го уредуваме тоа. Хикс минус, собираме дробки со различен именител, на ЗС 9. 9 поделено на 3 е 3, по хикс е 3 хикс. Ова има именител 9, тоа 2 хикс го припишуваме. Еднакво хикс минус 3 хикс плюс 2 хикс е 5 хикс, тоа врз 9 го припишуваме. Едно цело има 9/9, минус 5/9 е 4/9 хикс. Значи, вториот ден му останале 4/9 од задачите. Третиот ден решил 1/3 од најновиот остаток. Најновиот остаток сега е овој, 4/9 хикс. Го редуваме тоа, 1 по 4, 4 хикс, 3 по 9, 27. И сега ќе се замениме овде. Имаме 1/3 хикс, плюс вториот ден 2/3 хикс, плюс третиот ден 4/20 хикс, плюс тие останатите 32, еднакво на хикс. Собираме дробки со различен именител. Под една дробна црта тоа ќе напишам. За 3, 9 и 27 на ЗС 27. Првата дробка ќе прошириме со 27 поделено на 3 е 9, по 1 хикс е 9 хикс. Втората ќе прошириме со 27 поделено на 9, 3. 3 по 2 хикс е 6 хикс. Третата има именител 27, зато тоа 4 хикс ке го припишеме. Собираме во броителот. 4, 10, 19 хикс. Добиваме броител. 19, 27 хикс, плюс 32 еднакво на хикс. Кога би ни бил непознат собирокот овој, како ќе го добиеме? Од збирот ќе го одземиме познатиот. Зато запишав 32 еднакво на хикс минус 19 27 хикс. 32 еднакво на во едно цело, во целото има 27 27. 27 хикс минус 19 хикс врз 27, тоа го уредуваме.
Тука замислувам единица под 32. 27 минус 9, 27х минус 19х е 8х, врз 27 се препише. Кога овие две дробки ќе бидат еднакви? Ако 8х по 1 е еднакво на 32 по 27. Назначен производ, нема да го пресметаме, непознат множител се определува кога производот ќе се подели со познатиот, со дробна црта тоа го запишуваме. Кратиме 8 и 32 со 8, именител единица, овде ќе ми остане 4. И сега конечно имам хикс еднакво на 4 по 28, а тоа е 108. Колку задачи требало да реши Виктор? Одговорот е 108 задачи. Ајде да провериме. Првиот ден, 1/3 од задачите. 3 во 108 оди 36. 2/9. Вториот ден тој решил 2/9 од задачите. 2/9 од 108. 9 и 108 ги кратиме со 9, овде единица ќе ми остане, а од 108 ќе ми остане 12. 2 по 12, значи вториот ден решил 24 задачи. Третиот ден решил 4 27 од задачите. 4 27 од 28. 108 е деливо со 27, ќе добијам 4. 4 по 4, 16. Третиот ден решил 16. И тие 32 што му преостанале, треба да се 108. 10, 16 и 2, 18. 8 а 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3 по 3, 9 и тоа едно што памтевме 10, 108. Значи, така треба да се реши ова задача. Што е тешкотијата за решавање на овие текстуални задачи? Тешкотијата е во тоа што не тешкотијата, туку мораме да убаво го разбериме текстот на задачата. Да ги согледаме врските помеѓу дадените елементи и елементите кои ги бараме. Штом тоа го сториме, тогаш ни е поедноставно и решавањето. Благодарам на вашето внимание.